Силен земјотрес со јачина од 7,8 степени според Рихтеровата скала рано утрово ја погоди југоисточна Турција. Според првичните информации во потресот загинати се најмалку 900 лица, а неколку илјади се повредени. Додека пак турските власти стравуваат дека бројот на загинати може да се зголеми. Тлото во Турција почнало да се тресе во 4:17 часот по локално време, а на социјалните мрежи масовно се споделуваат видеа и фотографии од моментот на кој се гледа како цели згради се рушат за момент. Турските медиуми пренесуваат дека аеродромот Хата е затворен за летови, а запрена е и доставата на газ низ гасоводите бидејќи се стравува од нови потреси. Земјотресот бил со епицентар во Пазарџик, а погодени се и градовите Газиантеп, Санлиурфа, Дијарбакир, Адана, Адијаман, Малатија, Османие, Хата и Килис. Земјотресот бил почувствуван и на Блискиот исток, особено во Сирија и градот Алепо. Пораки за подршка, помош и сочувство упатија голем број политичари од светот, меѓу кои премиерот Димитар Ковачевски, министрите за внатрешни работи Оливер Спасовски, за надворешни работи Бујар Османи, како и председателот Пендаровски, кој рече дека Македонија нема да остане на зборови, туку ќе испрати конкретна помош за Турција. Од Министерството за надворешни работи информираат дека стапила во контакт со 9 македонски државјани кои се наоѓаат во загрозениот регион. Станува збор за 8 ученици и нивниот ментор кои преку програмата Еразмус Плюс престојуваат во Република Турција. Како последица од земјотресот, двајца од учениците се здобиле со телесни повреди, од кои едниот ученик е со потешки повреди, скршеница, на кој веднаш му била пружена лекарска помош, додека вториот ученик е со полесни повреди. Од МНР дополнија дека ниту еден од учениците и менторот не е во животна опасност. Министерството за надворешни работи објави и 24 часовни телефонски линии на располагање за македонските државјани во Турција. Оттаму информираат дека стапила во контакт со амбасадата на Северна Македонија во Анкара и Генералниот конзулат во Истанбул, кои се во постојана комуникација со надлежните институции на Турција. Црвениот крст на Македонија пак отвори сметка за собирање помош за настраданото население погодено од силниот земјотрес. Тоа јас тоа го направив и многумина во светот, изразивме сочувство за овој девастирачкиот земјотрес во Турција. Сега добиваме информација дека има втор земјотрес и многу жртви, ужасна деструкција и сакал уште еднаш да упатам сочувство до сите погодени и да објавам дека македонската влада и ние како држава нема да останеме само на зборови, туку ќе пружиме сосема конкретна помош. Знаете дека низ историјата ево оваа година треба да го одбележиме 6 децении од катастрофалниот скопски земјотрес и многу добро знаеме кои некои други народи и држави се наоѓаат во слична ситуација. Нашите мисли се со турскиот народ и со турските граѓани пред се со оние кои ги изгубија своите најблиски.